Сега ќе се задржам на точката во смисла на кога користиме броеви поголеми од 1000. Значи станува збор за класите на илјадите, десетките илјади, стотките илјади, милионите. Како ги пишуваме кога станува збор за јазикот и кога станува збор за нивна стручна употреба, да речеме во стручни текстови, но и во банкарството, книговодството и така натаму. Значи постои тука голема разлика. Во банкарството, да речеме 1000, ќе го запишеме 1.30, значи станува збор за пишување на бројни изрази каде што имаме повеќе од 3 цифри, или 10.000, 10.30, нели тука сега при банкарското работење задолжително се стави запирка и уште 2 нули. Многу често овој начин на пишување на точката во овие цифри или во банкарството, во книговодството се отсликува за жал погрешно во употребата на јазикот. Значи кога станува збор за пишувањето на овие броеви во јазикот не се користи точката. Значи 1000 ќе го запишеме 1 празно место 1000. Значи нема ставање точка, нема ставање запирка, нема поврзување, спојување на цифрите една до друга. Значи се разделуваат со празно место или со велина, 1 празно место 1000, 10 празно место уште 3 нули, или милион ако биде 1 празно место 3 нули, празно место 3 нули. Значи тука треба да се прави таа разлика на стручна употреба, таму нели каде што рековме банкарство, книговодство и во јазикот. Во овој дел ќе го споменам уште и употребата на точката кај оној прв дел што го споменав, нели кога не ставаме точка зад арапската цифра, а по неја треба да ни дојде името, ни доаѓа името на месецот и поимите година, именките година и век. И на крајот ќе се осврнам уште на датумите. 24 ноември, например, или кој да било датум, ако сакаме да го запишеме месецот со букви, зад цифрата, арапската цифра што го значува денот, 24 не ставаме точка, пишуваме ноември, декември, кој да било месец, 2025 година, да речеме, повторно нема точка, бидејќи сега зад 2025, која што представува бројна придавка, ни доаѓа именката година. 21 век, 19 век, 15 век, кој да било, значи без разлика дали ќе го запишеме со арапска или со римска цифра, точка не ставаме, токму заради правилото што вели дека кога ја имаме ова арапска цифра, ако зад неја доаѓа година или век, точката не ја ставаме. Ова ќе го поврзам сега со пишувањето на празниците, таму каде што имаме нели празниците можност да ги запишеме и со букви и со арапска цифра. Многу често во практиката се среќаваат примери каде што се користи исто така и точката, но тука не ја користиме воопшто, без разлика нели што се поврзува тоа и со правилото за употреба на голема буква. Значи ако имаме 8 декември, 8 септември, нели како празници, тука месецот го пишуваме со голема буква, точката не ја ставаме и мислам дека веќе треба и тоа да внимаваме многу, не употребуваме ништо што е, да речам, со цртичка некое поврзување, да ја направиме со сила бројната придавка и да ја означиме, мислам да ја означиме, да речем, на некој непотребен начин, како што многу често се среќа во практиката, 8 март, 8 цртичка ми, или 2 август, 2 цртичка ри. Значи тоа е нешто што е сосема погрешно кога станува збор за броевите од 1 до 8, бидејќи за да направиме нешто такво со цртичка, бидејќи е предвидена некоја таква можност, кај броевите од 9, 9 и 10, па горе да го ставиме, но тоа не важи за датумите, не важи за имињата на празниците. За да имате нешто вакво, вие мора да имате цел број, треба да имате збор со значење. А ако го поделиме на тој начин 8, немаме ниту еден збор во нашиот јазик што има свое собствено значење, па да го направиме, да речеме, 8, иако реков дека тоа не важи воопшто за пишувањето на празниците. Но еве го повторно влијанието на англискиот јазик. И на крајот што ќе се задржам на пишувањето на датумите. Точката ја користиме кога датумот го пишуваме само со арапски цифри, да речеме денеска е 19 ноември, 19.11.2025, празно место 5, значи да ја означи годината, година га е точка. Но ако сакаме да употребиме римската цифра ја користиме за месецот,
И во тој случај, зад римската цифра не ставаме точка, туку оставаме празно место. И нешто што исто така се греши, пак е поврзано со банкарството, со книговодството, со полицијата, да речем, таму каде што има можност за фалсификати, употребата на нулата во вакви случаи. Многу често кај датумите, да речеме, ако кога ги имаме броевите од 1 до 9, ќе се сретне напишано 07, да речеме, 07/07/2025 година, не. Че тоа може во банка, може во полиција, во суд, во јазикот таквата употреба не е дозволена. Ќе биде 7.7.2025, празно место година. Значи, треба да внимаваме многу и да се проверуваме постојано, затоа што навистина можеби се повеќе правила, но не тоа е нешто што се учи со самиот процес на усвојување и на јазикот, и на јазичната писменост во текот на образованието.